ХПВ вакцинација кај деца. Медицински, социолошки, морални и финансиски дилеми. Доктор Милчо Ристовски, доктор Глигор Ристовски, приватна здравствена установа Свети Мина, Скопје, РС, Македонија. Целта на овој труд е да ги испита медицинските, социолошките, моралните и финансиски дилеми поврзани со ХПВ вакцинацијата кај деца. Трудот анализира потенцијални несакани ефекти од вакцината, вклучувајќи автоимуни реакции, прашања поврзани со повторна администрација и непредвидливи ефекти врз човечкиот геном. Исто така се разгледува социолошкиот и моралниот контекст на вакцинацијата во заедници со строго дефинирани норми за брак и сексуалност. Посебно внимание се посветува на финансиските аспекти, вклучувајќи ги трошоците за вакцинацијата и потенцијално неефикасната распределба на ресурси кон масовна вакцинација пред дефинитивно научно потврдување на безбедноста и ефикасноста. Заклучокот нагласува дека во моментов задолжителната вакцинација на деца не е оправдана, особено додека децата не се способни да донесат информирана одлука за себе и додека не се обезбедат конечни научни докази. ХПВ вакцинацијата како глобална здравствена иницијатива често се промовира преку агресивни кампањи, широка дистрибуција, додека многу медицински, социјални и културни аспекти остануваат недоволно испитани или дискутирани. Иако примарната цел на вакцинацијата е превенција од ХПВ инфекции и карцином на грлото на матката, прашањето за нејзината универзална примена кај децата отвара бројни дилеми надвор од строго медицинските аспекти. Во однос на медицинските дилеми би кажале: секоја вакцина носи ризик од несакани ефекти кои можат да бидат поврзани со самиот имунолошки одговор, но и со адјувансите и другите дополнителни компоненти на вакцината. Поединечни трудови укажуваат на можна појава на автоимуни болести или состојби слични на вакцинално индуциран лупус, иако станува збор за ретки случаи. Сепак, кога вакцинирањето се применува кај деца, прашањето станува особено чувствително. Повеќекратното давање дози, како што бара методологијата на ХПВ вакцинацијата, воедно значи и повеќекратна можност за несакани ефекти. Историјата на медицината покажала дека обидите за супресија на една болест често резултирале со појава или засилување на друга. Иако досегашните податоци за ХПВ вакцината во овој контекст се ограничени, аналогии може да се повлечат од искуствата со ерадикација на маларии и други заболувања, каде што нарушувањето на природната рамнотежа се покажа како двонасочен процес. Дополнително, човечкиот геном е обликуван низ милениуми, делумно преку интеграција на различни генетски материјали, вклучително и вирусни геноми.
оттаму произлегува прашањето дали е можно одделни сегменти од ХПВ генемот да имаат еволутивна улога. ХПВ инфекцијата постои од секогаш. Иако вакцината отвара надеж за можна ерадикација, науката не сме да се темели врз надеж и предпоставка, туку врз докази, особено кога се работи за деца, каде етичкиот императив е уште посилен. Извештаите за здравието на жените од 2023 година нагласуваат дека повеќето жени на возраст помеѓу 20 и 40 години во текот на животот биле изложени на ХПВ инфекција. Сепак, само мал процент развива карцином на грлото на матката. Според епидемиолошките показатели, инциденцијата на инвазивен карцином на грлото на матката во Европа се движи приближно помеѓу 5 и 15 случаи на 100.000 жени годишно, бројка далеку помала од вкупниот број на ХПВ позитивни. ХПВ молекуларната диагностика, иако софистицирана, се уште не може со сигурност да утврди кај кои жени инфекцијата ќе премине во малигна болест. Во тој смисол, класичниот Папаниколау тест продолжува како стар војник на гинеколошката пракса, доверлив и корисен за рано откривање на карциномот на грлото на матката и на многу други болести. На крајот, намалувањето на бројот на случаи со карцином на грлото на матката во последните децении повеќе се должи на програмите за скрининг, образованието и културните фактори, отколку на самата ХПВ вакцинација, која се уште е во фаза на развој и поширока примена. Во однос на социолошко-моралните аспекти, постојат различни социолошки средини, каде што бракот и моногамијата се високо ценети, додека промискуитетот и слободните сексуални односи се законски и културно ограничени. Во овие заедници, задолжителната или широко промовирана вакцинација може да се перцепира како интервенција во моралниот и социјалниот поредок. Родителите се соочуваат со дилеми при размислување за вакцинација на многу мали деца. Дали да го подготват детето за заштита во сексуалната сфера пред да развие способност за автономно донесување на одлуки. Сепак, тоа не представува ограничување на слободата. Напротив, науката треба да обезбеди конечен одговор, а одлуката за вакцинација на децата треба да се донесе кога тие ќе можат да дадат информирана согласност. Прераната задолжителна вакцинација представува потенцијално ограничување на слободата. Во однос на финансиските аспекти, трошоците за производство и спроведување на масовни програми за вакцинација се значајни и често го надминуваат потенцијалниот ефект кој би можел да се постигне со инвестиции во едукација и подигање на свеста. Се доека не се обезбедат конечни научни докази за безбедноста и ефикасноста, помудро е да се инвестира во образовни
и социолошко-морални активности, наместо во масовна вакцинација, со што се намалува сомнежот за можни профитни мотиви на големите фармацевски компании. Како заклучок, ХПВ вакцинацијата кај деца не значи априорно прифаќање или одбивање на вакцинацијата додека не се потврди научната и клиничката безбедност. Во некои заедници, вакцинацијата може би никогаш нема да биде прифатена, бидејќи би значило ограничување на слободата. Во моментот, прерано е за владини или медицински задолжувања да налагаат масовна вакцинација на деца. Од представените докази е јасно дека моментално не е време за вакви одлуки или сигурно не за задолжителна вакцинација спроведена преку пропагандни кампањи. И сосема на крај, Папа Николау Тестот продолжува како стар војник на гинеколошката пракса, доверлив и корисен за рано откривање на карциномот на грлото на матката и многу други болести.